Судењето за трагедијата во дискотеката Пулс продолжи и денеска во Идризово, каде одбраната на обвинетиот службеник Шевкет Хазари остро го оспори обвинителниот акт. Адвокатот Петре Шилегов оцени дека обвинението нема правна основа и праша со кои средства неговиот клиент наводно би можел да предизвика пожар. Рочиштето се одржува под засилени безбедносни мерки со присуство на обвинетите, семејствата на жртвите и медиумите. Денешното рочиште го следи колешката Билјана Николовска. Билјана, повели со информациите со кои располагаш од теренот во моментов. Да, денеска продолжува судењето за најголемата трагедија во земјава, за пожарот во дискотеката Пулс во Окочани, и тоа со воведни говори дадени од страна на адвокатите и обвинетите. Најголемо внимание предизвика обраќањето на адвокатот Петре Шилегов, кој што брани службеник од Министерството за економија Шевкет Хазари. Шилегов го нарече обвинението дека е ступидно и рече дека обвинителот треба да го повлече ова обвинение, на што се предизвика и голема реакција од роднините на жртвите, на страданите во овој пожар. Тие му порача на адвокатот да не долева сол на нивните рани, дека тој не се наоѓа во собранието. Шилегов ова го кажа затоа што според него неговиот клиент не би можел никако да делува за да се случи оваа трагедија, покрај тоа што бил вработен како советник во Министерството за економија, издал лиценци за работењето на кабарето, но тој не би можел да знае што точно се случувало на терен со ова кабарет, туку се водел само по 5 документи кои што требало да му бидат доставени. Предлагам да ја слушнеме неговиот дел од обраќањето, но и атмосферата во судницата. Обвинителе, ако ни тврдевте на нас дека постоел тој јавашлук, шо правевте вие 13 години во Окочани? Шо правевте? Ако ја прифатиме вашата теорија, вие... окей, јас кажав ништо лично. Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт. Судија, ако ми дозволите да му одговорам на колегата. 13 години. Ако дозволам, ќе почнеме многу да се шириме и ќе губиме само време. Јас само поменувам да не се спомнам. Кажете што имате да кажете, а не да... Јас кажувам што значи такво толкување на теорија на каузалитет. Значи, како тоа може да го кажете, не. Има и друг начин како може да се фатат виновниците и за кој дела, не за овие. Инаку, давањето воведни говори на овој процес продолжи со уште двајца вработени во Министерството за економија, односно поранешни вработени во Министерството за економија, кои уште исто така учествувале во издавањето на лиценци за кабарето Пулс. И тие се бранеа преку нивните адвокати или пак самите дека не би можеле да знаат што точно се случувало на терен, бидејќи нивна законска обврска и не било надлежност, не било да излегуваат на терен и да го проверуваат тоа што се случува во објектот. Тие се воделе само врз основа на документите кои што ги добувале од другите институции и токму поради тоа ги издавале лиценците. Еден од вработените дури во своја одбрана рече дека би можел да добие и кривична пријава доколку не го сторил тоа во рокот од 15 денови, колку што го припишува законот за издавање на лиценците. Предлагам да ги слушнеме и овие изјави на дел од обвинетите и нивните адвокати. Никогаш во животот ни сум излегол, ни знам каде е Пулс, нити некој друг објект, нити ни било обврска, нити надлежност по закон да вршиме проверка на било какви услови. Овие две лица, Беким и Ерлинда, не се архитекти на трагедијата, не се носители на ризик, не се креатори на опасност, не се оние што требале да проверуваат хидранти, инсталации, излези, не се оние што го преполниле клубот, не се оние што ја запалиле пиротехниката и не се оние што спасиле или не спасиле некого. Нивната работа е управна постапка, без право на увид во објектот. Значи, административна,
а не инспекциска. Тие не вршат теренски контроли, не вршат преглед на противпожарни системи, не вршат процена на ризик. Тие работат со документација поднесена од страна на правни субјекти, документација која доаѓа заверена, подпишана и со одговорност од други институции. Кажано јасно, нивната работа е канцелариска обработка на документи, а не проверка на објекти. Инаку во моментов се уште трае рочиштето на кое се даваат вовените говори на обвинетите. Сега започна да говорат обвинетите од Државниот пазарен инспекторат. Говореше Ванчо Шехтански, кој што е адвокат на обвинетиот Миле Ампов, и тој рече дека ќе докажат дека вистинските виновници не седат моментално на обвинителна клупа, туку се надвор од судницата. Ние ќе продолжиме да го следиме ова судење и повеќе информации во вестите во 15:30. Билјана, ти благодарам за извештајот во овие вести.